сега е точно време за нашите гости, за кои што ова утро е задолжена мојата драга колешка Слободанка. Добро утро, Слободанче. Добро утро, Сузе. Како си понеделнички? Есенски. Есенски, ама не ја давам белата боја, затоа што сакам есента да ни биде светла. Може, еве јас, за разлика од тебе, малку есенски, па да има некоја промена. Така, добро утро. Во овој дел од студиото. Добро утро и за твојата денешна гостинка. Предпоставувам дека е Николија Златевска. Берта Стојковска ни дојде ова утро. Берта Стојковска, алумна, која што ќе ни говори за нешто многу интересно, за програмата за младинска размена, да. Па да, понеделнички имаме интересна тема за младите повеќе. Добро утро ќе кажам, се разбира, и на сите наши гледачи кои ова утро не следите, да ви посакам да имате убаво утро заедно со нас и еве сега сите оние кои што се во своите домови да ги поттикнеме на начин да размислуваат како што размислувала можеби и Берта, така? Не можеби току размислувала. Но прво, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам на поканата и навистина ми е мило и чест што денеска сум гостин овдека да разговарам за некоја ваква важна тема, барем за мене и верувам за сите млади кои што не слушаат во моментов. И нас ни е чест и задоволство, поготово како што кажав и разменивме размислување со Сузе кога се работи за вас, младите наши идни генерации. Меѓутоа јас морам да признам дека имаш несекојдневно и многу убаво име. Благодарам на вистина. Берта. Да, ќе зборуваме за Американскиот совет за размена на студенти, меѓутоа и за размена на средношколци исто така. Сега повеќе ќе зборуваме за средношколците, затоа што ние го влечеме и го имаме токму тоа искуство. Како Берта дојде до комуникација со Американскиот совет за размена на средношколците и со оваа тематика веќе ќе разбудиме и малку повеќе гледачи да размислуваат за своите деца, мајки и татковци, родители, баби, дедовци, за своите внуци, ако во моментов не следат младите, да пренесат точни информации што и како. Така. Па би рекла дека се започна во 2017 година, кога сосема случајно преку социјалните медиуми, како што нели знаеме дека се присутни денеска во нашето живење, добив информација, односно добив некаков си, да кажам, известување за она дека следи отворен ден за програма која што е наречена YES. YES програмата е спонзорирана... Едноставно само YES програма. Да, YES. Добра. Станува збор за младинска едукативна размена, на некој начин еве да буквално преведено од англиски би кажала, која што е спонзорирана од американската влада со цел да овозможи на средношколци да учат една академска, односно учебна година во Америка, каде што би живееле во американски семејства, со цел нели да добијат некои, да кажам, внатрешни практична, да кажам, некоја практична вежба како изгледа една американска академска година и со тоа нели да ја прошират нашата култура таму и да осознаат повеќе како функционира во секојдневниот живот едно нормално американско семејство. Како што кажав, јас имав можноста да присуствувам на оваа програма во академската 2017-2018 година. Ова искуство на вистина ми помогна не само мене на личен план, него и на професионален план, каде што преку различните да кажам можности кои што ги имаме за време на самата програма додека сме таму, односно кога сметам таму мислам во САД, но и по нашето враќање овде каде што имаме безброј професионални можности за дообразување и проширување на нашите познанства. Сега од ова што на самиот почеток ти ни го раскажа, така да кажам, за сето она што и ќе зборуваме, значи за програмата за младинска размена и студирање, меѓутоа и програма за средношколците. Кажа дека се работи за една година, така, кога сте во американско семејство. Берта беше. Така да. Сега многу ме интересира, сигурно дека и гледачите кога веќе слушнавме, какво е искуството и во какво семејство беше присутна цела година, во кој град и така натаму. Ајде малку да ни ја раскажеш оваа приказна и дел од твојот живот. Така. Јас бев сместена во мало градче, недалеку од главниот град на Росвил. Првичната разлика која што ја почувствував на своја кожа по моето само пристигање таму, беше тоа што јас доаѓам од главниот град на нашата земја, а во мало градче кое што како што кажав е во близина на главниот град и не брои повеќе од 1000 жители. Навистина мало градче. Навистина мало. Таа разлика на некој начин беше и предизвик, но и причина зошто да кажам сум ова каде што сум денеска.
од друга страна пак би кажала дека изненадувачки нашата култура не многу се разликува од нивната во поглед на како функционира едно нормално современо семејство. Навистина. Во моето лично искуство навистина беше и така. Од друга страна, нели, и самата... Извинувам се, работеше по националност американци или пак си има некое потекло од некое друго место кога веќе зборуваме за тоа дека биле слични на нас? Стануваше збор за американци, веќе со генерации, да кажам, американци, но по самото нивно размислување, не само на мојата фамилија, него и средината во која што, нели, живеев една година, сите имаат отворен поглед кон светот и ги прифаќаат различностите помеѓу културите, се свесни за различностите кои што постојат во светот. По тој повод, поготово и во Соединетите токму така. По тој повод сметам дека навистина не сме многу различни. Тоа навистина ме изненади, бидејќи сметам дека нашата земја навистина држиме чекор во тој поглед со Америка, која што, нели, се смета за една од најуспешните земји во светот. Поради тоа мислам дека ми беше овозможено многу можности да искусам, кои што подоцна, нели, резултира се ги практикува во животот понатаму, така, си ги искористиве, вака да кажеме, да. Добро, меѓутоа дали имаше сближување, веќе морам да прашам, тоа ми е интересниот дел со ова семејство и дали и ден денеска можеби се уште сте во комуникација со оглед на тоа дека не се работи само за неколку денови, туку се работи за цела година. Така, тоа е еден од предизвиците кои што ги нуди оваа програма, каде што на само 16 години, без разлика од, нели, личната историја и минато на секој студент, ученик средношколец кој што присуствува на програмава, предизвикот е тој да се вклопи во средината и во самото семејство. Јас го имав искуството каде што навистина бев прифатена од целата средина, заедница која што, како што кажав, е навистина мала и многу пати би се претпоставило дека би биле навистина затворени како заедница за странци, но во мојот случај беше навистина успешно. Во поглед на фамилијата, јас се уште сум во контакти со нив, во навистина блиски контакти по моето враќање овде во Македонија. Да дојдат. Тие повторно дојдоа, остваривме средба за моја среќа и милост, но и сега понатаму сме во контакт и можеби не секојдневен, бидејќи сите имаме, нели, собствени обврски, но меѓутоа останува така. Да. Ајде сега малку за училиштето. Значи зборувавме за семејството, искуството каде што ти имаше можност, нели, да живееш цела година, меѓутоа во текот на целата година покрај тоа секако дека број 1 е за она што замина таму, а тоа е училиштето. Во кој училиште беше? Како функционира училиштето во Соединетите американски држави е следното мое прашање. Дали некако е оно од филмовите како што можеме да погледнеме, дали е вистина тоа што се случува дека секогаш имаат фаворизирани деца кои што се, нели, главни во училиштето и така натаму. Дали е таква сликата, но дали е или не е, сега ќе да знаеме. Така. Училиштата се, да кажам, на некој начин слични на оние што ги гледаме и што ни се представени на филмовите. Кога мислам во поглед на инфраструктура и на тие жолти, специфични жолти автобуси кои што се користат и така натаму. Но она во кое што, да кажам, се стереотипизира е дека има некоја сегрегација помеѓу учениците, која што во моето искуство не беше воопшто така. Училиштето како установа служи за учениците таму како центар каде што тие може да се чувствуваат слободно, да ги искажат своите мислења и да најдат поддршка и асистенција во ситуација каде што ќе им биде потребна. Сметам дека тоа е разликата која што имаме ние, нашите типично, да кажам, македонско средно училиште со тие таму. Разликата е во тоа што тие имаат многу повеќе можности во поглед да избираат предмети кои што понатаму им се многу важни во животот затоа што се определуваат за тоа. Токму така, би им ги разбудило понатаму интересите кои што би ги имале во животот. Тоа е она што јас го искористив, да кажам, најмногу од мојата програма. Кој предмет? Предметот по нарација, каде што и учествував на надпревари и освоив прво место на државниот надпревар таму.
поради таа асистенција, поддршка од целата заедница и тој предмет понатаму нели ми помогна и во да го определам мојата професионална насока. Од друга страна би сакала да истакнам и нивната спортска култура, каде што спортот игра многу важен дел и има многу важна улога во самото живење. Знаеш што ми е сега чудно во овој момент? Кажуваме, се извинувам што ќе те прекинам, меѓутоа сепак мора тоа да го образложиме. Кажуваш дека е спортот број 1, меѓутоа во Соединетите Американски држави вела дека е број 1 нација и кај младите затоа што се јавува нели проблемот со дебелината. И сега како тоа едно со друго вака некако не ми оди, со оглед на тоа дека го имаме податокот за Соединетите Американски држави, можеби и затоа е број 1 сега веќе спортот таму или од секогаш бил. Сметам дека можеби не секој американец е толку посветен на спортот, колку што самата држава им нуди премногу можности и услови истите да ги практицираат. Сега зависно, значи, кој како ќе го прифати тоа. Токму така, во училиштата, кое што јас нели имав искуство, спортот е еден од најважните делови од самото учење и присуствување на тие настани, се е поврзано околу спорт. Останува одлуката на самиот ученик дали ќе биде учесник во тој спорт или само ќе биде наблюдувач на самиот настан, бидејќи од секој настан, од секоја спортска активност, тие прават цела активност, цел проект, каде што премногу луѓе се вклучени, почнувајќи од родители, кои што родителите имаат важен дел, преку поддршка, но исто така и завземаат активно учество на некој начин, преку различни донации кои што донираат на воншколските активности. Партиципирација, како значи и родителите со своите деца. Сега за националностите имаше ли ученици од повеќе националности и како се согласуваа во училиштето, дали постои булинг воопшто таму? Да напоменам, јас бев во академската 2017-2018 година, или како што ние денеска модерно би кажале, пред пандемијата која што се случи. Во моето искуство, јас не забележав никаков вид на булинг. Нормално, како и во секој училиште, имаме поделба, нели, по групи, да кажам, на ученици кои што имаат ваков или онаков интерес, зависно од нели нивните можности, но од друга страна би сакала да кажеме многу повеќе забележителна технологијата помеѓу учениците и младите, дури во тоа време, а и до сега како што разговарам со моите врсници од таму, за разлика од кај нас, кај нив технологијата навистина присутна во самото учење, каде што целиот процес на учење се сведува преку компјутер, каде што државата те снабдува со такви уреди. На тој начин е неизбежно, да кажам, процесот на дигитализација и со тоа опасностите од дигитален булинг. Еве, како што за цела година зборуваме, какво беше чувството првиот ден кога имаше можност нели да стапнеш, да кажеме, или првиот чекор да го направиш во училиштето и сега знаеш дека не си веќе во Македонија, туку си во Соединетите Американски држави. Дали имаше некоја трема кај тебе, возбуда, сигурно дека постоела, меѓутоа дали го совлада сето тоа? Така, да. Предпоставувам, живи луѓе сме, нели, во нова средина. Сепак годините не се до толку со големо искуство, со оглед на тоа дека сте се уште средношколци, па и неполнолетни, така? Така. Пред самото заминување од овде од нашата група, која што е целосно организирана и поддржана од Американски совети за меѓународно образование овде, кај нас во Македонија, и пред нашето заминување имаме неколку семинари каде што не подготвуваат за тоа што се не чека таму за една година и како тоа полесно да се приспособиме на средината и на предизвиците кои што ќе не чекаат. Имате подлога веќе. Токму така. Тоа е нашата предност во поглед на останатите учесници на програмите кои што доаѓаат од целиот свет. Од друга страна, без разлика колку семинари, колку да кажам книги ќе ни дадат да ги прочитаме, во пракса е сосема друго. Со само што пристигнав таму, најчесто заминуваме во август, бидејќи нели знаеме дека училиштата започнуваат порано од кај нас. Заминуваме во август некаде.
и првото мое стапнување беше во ред, значи ова е тоа, вака треба тоа да изгледа. И подоцна тоа си ми се докажа дека не е се така како што е запишано, нели? Како што е претходно предвидено дека ќе се случува, него така како што треба да биде се случува. Морам да кажам дека единствениот, да кажам, моментален културен шок ми беше кога стигнав во градчето и кога видов дека нема ништо повеќе од само куќи и така да кажам една неколку главни установи. Нема гужва да кажам. Буквално, јас доаѓам од динамичен град, на кој што сме навикнати. Каде што ми треба да користам јавен превоз или неколку минути за да стигнам од еден до друг крај на градот, овдека се случува така, спонтано, да кажам и може да се оди мирно, токму без така. галама. И секој се знае со секого, кој што кај нас е да кажам малце по барам во нашиот главен град е малце потешко. Кога споменавме 2000 луѓе, кажавме жители било се во градчето, нормално е да се познаваат сите, но мислам дека и во Соединетите Американски држави дури е и предност за такво нешто, од сите оние случувања кои што ги знаеме, па и во училиштата, нели? Но нема ние сега да зборуваме за тоа, ќе зборуваме за убавите моменти, убавите искуства кои што ги носиме од таму. Зошто се пријавивме? Како што кажав, моето пријавување е сосема спонтано. Јас отидов на тој информативен настан каде што се зборуваше за оваа програма. И како може да се пријават сите оние кои сега будат интересот ми е прашањето. Секоја година на почеток на учебната година како што е сега, има процес на аплицирање. Во моментов апликацијата е активна до 24 октомври, каде што имаат можност да се пријават сите ученици средношколци кои што се во моментов во прва година и во втора година средно. Без разлика дали станува збор за гимназија, општа или пак е стручна школата, имаат можност да пополнат својата апликација и од тука да го започнат процесот за селекција. Морам да напоменам дека процесот за селекција трае во неколку фази, односно со самото аплицирање подоцна се поминува во втората фаза каде што одредени кандидати, нели, за во зависност од нивниот академски успех, лидерски способности, нели, да биде моето следопрашање, кои се условите за еден средношколец да ги поседува, односно кои се условите за да може, нели, без разлика за сето она што ние досега имавме можност да зборуваме, сигурно дека дојдоа до некој заклучок, меѓутоа од тебе да слушнеме повеќе околу тоа. Единствените критериуми за аплицирање на оваа програма се да бидат средношколци, државјани на Република Северна Македонија, да бидат запишани моментално во прва или во втора година. И тука тоа би било тоа во поглед на аплицирање, но понатаму во процесот во процесот на селекција, зависно од како тие ја пополниле апликацијата и како тие се покажале на самата апликација. Од тука би сакала да ги охрабрам сите средношколци, без разлика дали имаат одличен успех, дали многу добар или добар. Тоа ми беше прашањето. Токму така. Нема простор за дискриминација во тоа поле, но се зависи како ќе ја пополнат самата апликација и како ќе можеби таму ќе биде подобар ученик. Токму така. Имаме искуство каде што овдека наши ученици да биле, да кажам, со добар или многу добар успех, таму добиваат сосема, да кажам, на некој начин искуство, каде што сега по нивното враќање овде се активни членови во нашата заедница. Да, и со многу подобар успех, така. Навистина многу интересна приказна за вас средношколците и многу убави можности ви имате да ги искористите. Меѓутоа, со враќањето, да кажеме сега и назад, споменавме нешто, меѓутоа сепак колку тебе ти помогна сето ова. Да ги мотивираме сите оние кои што имаат желба да го сторат истото како Берта. Така. Самата програма се состои од 3 фази. Првата фаза е аплицирање, како што кажав сега, втората фаза е нашиот престој таму и третата фаза, и според мене, доколку во мое лично искуство ме прашате, е најважна, односно по нашето враќање овде. Да. По враќањето од нашата, да кажам, програма учебна година таму, овде, кога се враќаат нашите студенти, се веќе дел од нашата заедница, која што во моментов брои повеќе од 200 алумни, алумни учесници, каде што ги имаме можностите за професионален и личен развој на различни полиња. Тука сме мрежа која што имаме за цел да ги споделиме нашите искуства, кои што сме ги осознале за време на нашиот престој таму, како и да поттикнеме некакви промени, да кажам, во заедницата која што имаме.
со цел да ги вклучиме младите во процесот, во целиот тој процес. Она за кој што јас најмногу зборувам и се трудам да го вметнам помеѓу младите, без разлика дали се средношколци, студенти или пак само млади, а тоа е за нивната инклузивност во самото општество и заедница. Сметам дека преку волонтерството и преку вклучување во различни сегменти можеме да направиме разлика и тоа е она што ЕС алумни, односно ние што броиме околу 200 членови, се трудиме да го направиме, тоа да ги вклучиме младите да бидат активни без да очекуваат нешто за возврат. Тоа е она што И која е најголемата разлика од тамошните наставници, еве така да се изразам да кажам, со овдешните нашите или училиштата, начинот на предавање и слично, сето она што еве тебе ти остави најголем впечаток од училиштето, што ќе издвоиш најмногу? Ќе морам да се доживување. Ќе морам да се навратам на тоа дигитализацијата. Тоа е она што навистина ми остави дури во да кажам во тоа време. Пред пандемијата ми остави голем впечаток, а тоа е дека учениците се охрабруваат да користат дигитална технологија, интернет, токму така, бидејќи сметаа дека таму на вистински начин ги насочуваат како да ги користат дигиталните алатки, што мислам дека е многу важно и навистина е корисно за понатамо, во контраст, односно за разлика сигурно на часовите нема филмови да си гледаат или некои игри да играат. Токму така, да. За разлика од кај нас кој што се уште кај нас е се уште да кажам на некој начин табу тема користење на дигитална технологија и начинот на кој што го користиме и сметам дека тука станува збор повеќе за Знаат нашите понекогаш да ја искористат таа дигитална технологија и за други нешта, па можеби затоа кај нас се уште важат овие забрани, а можеби еве во свет не можеби, туку сигурно од тоа искуство таму веќе се користи за она за што е потребно, нели, на часовите. Тука некаде времето многу брзо некако ни помина, но мислам дека извоивме и кажавме се што е многу важно да слушнат сите оние кои што ќе бидат заинтересирани. Еве уште еднаш ќе потенцираме за крај каде сите оние да ги потсетиме програмата за младинска размена и студирање, поготово и за средношколците, каде уште еднаш може да се пријават. Рокот за аплицирање 24 октомври 2024 година. Истата апликација и повеќе информации може да најдат на YES програм North Macedonia, односно Северна Македонија. Може да не најдат на имаме веб страна, но исто така и на Instagram сајтот. Младите верувам дека тоа повеќе го користат. На Instagram сме подпишани како YES програма или YES Alumni North Macedonia. И таму може лесно да дојдат до вас. И сите овие информации кои што сега во утро ги споделивме, нека знаат и еве повозрасните да пренесат на своите, како што кажат, внуци, ќерки, синови и така натаму кои што е средношколци. Сузан, ние тука завршуваме и го заокружуваме овој разговор. Одлична информација за сите млади амбициозни луѓе. Благодарам Берта, благодарам Слободанче.